Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Јас сум Жарко Столецки, живеам во Лондон, тука сум со фамилијата. Ние сме дел од македонскиот клуб, македонскиот центар во Лондон, Методи Андонов Ченто. Ние се собравме тука за представата на Тихомир, за скрб и утеха. Се собираме така ние често, се дружиме, организираме прослави, забави, културни манифестации како што е скрб и утеха театарот. Сакам да кажам дека македонската заедница во Лондон моментално не се согласува со политичката состојба во Македонија, не го признава недемократскиот режим во Македонија, извршен државен удар од страна на Америка и Европската Унија. Не го признаваме новото име Северна Република Македонија. Ние сме со тоа ќе станеме народ без идентитет, без на своето.
Ќе се трудиме напор да изнајдеме напор тука да се регистрираме како македонска заедница и да обстоиме како македонци во Обединетото кралство. Ајде, пременче да се живи и здрави. Да се видиме во Кремен на македонски слави. Таму, живи и здрави. Ето, заедно работите со Силвин. Поздрав! Знаеш кај беше? Мир вам, ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Ах, да, орелски крилја как да си метнех, и в наши страни да си прелетнех. На наши места јас да си идам, да видам Стамбол, Кукуш, Охрид, Струга, да видам. Биди пиле и летај Македонецу, биди пиле и летај. На распаќето на македонските збиднувања пијам бело вино, да не ме спопаднат црни мисли. Исправен пред македонската судбина, загледан во очите на човекот од Зборско. Зборско, рече човекот, јас сум од Зборско. Таму, зад онаа граница се моите браќа. Се загледа во насолзените очи на човекот од Зборско. Таму зад онаа граница се моите браќа. Човеку, пи го ова вино и поздрави ги моите браќа. Таму, зад онаа граница, зад онаа пиринско-егејско-преспанска граница, таму се моите браќа. Човеку, пи го ова вино, затоа што ставиле граница во нашите срца, ставиле граница во срцата. To be or not to be, that is the question. God give you one face and you make yourselves another. To another you go and quickly to farewell. Шекспир. Последните зборови на Вилијам Шекспир. Ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Спасител. Зошто е важен Исус? Во Библијата пишува Бог што составил човек да не разделува. Во Библијата пишува дека Господ им ги дава имињата на народите. Во Библијата пишува дека народите се дадени во владение на Исус Христос. Два народи се важни. Евреите, запишани од самиот Бог, кои имаат завет со Бог, и македонците, кои го повикуваат Бог. И затоа ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ќе минам низ таа Македонија. Кога доаѓам во Македонија, ми пее душата. Доаѓам во земјата која именувал самиот Бог. Бог ми дал име. Дојде време по македонци да ви се обратам со лицето и умноста, како што прилега на македонската филозофска школа. Јас, Аристотел, син на Никола Македонецот, царскиот македонски лекар и исцелител. Дојде времето, несомнено секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа, стоички, по патеката на етиката и изборот личен, секој самиот решава што ќе биде. Македонец
со сила не се видува. Кој милува да биде слуга, склавен и другите синоними на македонците, нека повели пред лицето на Бог. Но кој македонец сака да остане, оставете го да врви по патот на светлината Божја. Зашто македонец не е само етнос и едност, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот по патеките на духовност. Јас, Аристотел, син на славниот македонски народ, ве молам, не подклекнувајте на искушенијата на духот, не сакатете се во срцето и во умот, бидете чеда со лице и дух македонски. Одам, но не ја заборавајте гордоста македонска. Налетот на фалангата со песната на усните, пеаните на победите, финото после битките. Сетете се, браќа мои, пронајдете го победоносниот дама кој ве понесе со силата и славата македонска. Кренете глава, видете го сонцето, сетете се на Орфеј, нашиот цар, кој му се молеше на Богот сонце, светиот Илија, за милост и дарување. Ве обединив по вера и клетва, според крвта Божја и допуштение, според заветот на предците, според Зевсовата волја, и Бог сонце, водата, мајката земја, сводот Божји, тиха нека ви дарува доблест. Артемида војувањето со македонскиот Арес, Деметра плодородието. Кренете глава, стиснете ги дланките, очите нека го косат спротиставениот ви. Подобро да се изгине на нозе, отколку да се живее на колена, македонци мои. Жално, многу жално, да се продаде името Македонија на светото нешто, да си отдаеш своето име, најтешката работа. Сум бил из цела Македонија, сум прошитал до Олим, до Кавала, до Драма, многу македонци имам најдени, кои зборуваат македонски. Ама сега со ова нашето, жално е, се отстапува од нашето име, најтешкото нешто во животот, да доживееш она, да си осмениш името на државата. Се надевам дека ќе се освестат, да ќе се задржи името. Нема да го смират. Господ е голем, ти ни помогни. Амин. Подобро да се изгине на нозе, отколку да се живее на колена. Македонци мои. Арес нека ве бодри во налет кон пандине варварски. Татко Филипе, поведи ја тесалиската коњаница во налет по десната страна. Челнику фалангата напред, зависата кренете ако небесата. Пешадери, удрете, хетери со мечот по нив. Банда на незнабожци нека го запомни овој ден. Македонија удира со силата света дарувана од Бога. Напред! Напред! Денес е светиот Или. Победата на Или. Напред! Напред! Морам да поминам. Пред мене сонцето, зад мене мракот, горе Богниот Отец. Дај ми сила и трпение, мој Боже. Морам да го довтасам, морам да стигнам до крајот на светот. Пиштат зурлите и татнат тапаните. Удираат опните, завиваат гајдите, летај, летај, македонецу, летај, духу мој, ми треба агора, скутот на планината да ми ја лекува душата, да ја гуштам планината. Олимпу мој, Дионе, свет граду од водо. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ми го срцето, отвори ми го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кој сум јас, Александар, царот на гордите македонци? Кои сте вие, Херакловото стебло, Орфеевите следбеници на Бога Македона Чедака, децата негови избрани? Изгреј, ле сонце, коите лачи се мелем за душа.
недостасува сила, ќе се напнам како тапанок и ќе летам со силата Аристотелова, лав и орел и боре в срцето. Морам да го дофтасам, морам да стигнам до крајот на светот. Бог не чека пред последната битка со самите себе си. Угари со сомнежот се множат. Дали сме достојни? Дали сме достојни? Дали сме достојни да ја допреме светоста? Фаланго моја, поплити, пешадери, хетерои, учители силени, македонци мои. Зафаќаат сурлите, гајдите и капаните. Ме понесуваат чествувањата летај, летај духу мој на крилјата на светите Исусови пеани. Исусе, устремни дарувај. Орото се веде од крвта, карпеа, тешкото, лека, полека, со сила и страст. Рахмас тајарам бих тих хасилерен бирарај, рахаја стих хилај, да зборувам на сите човечки јазици. Па дури и на ангелски, штом љубов нема, штом љубов нема, ништо не сум, ништо не сум. Македонија е љубов, земја именувана од Бог. Дела 15:14. Ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име, вели нашиот Отец Небесен во Библија. Ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име, Татко наш кој си на небеса. По неколку реда апостолот Павле сонува сон. Дела 16:9. Нокеска сонував еден сон, вели апостолот Павле. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ни велеше: дојди во Македонија и помогни ни. Господе Исусе Христе, и јас денеска велам, дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме дека Господ не повикал там долу Македонија, да го шириме светото Евангелие. Бог запишал: Македонија, македонец, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Небесниот Отец не запишал во Божиот катастар. По една представа, некрстени денови, доаѓаше европеецот да измери Македонија и вели: нема во европскиот катастар, гледам празен простор, цивилизација, луѓе, народи, историја ве нема. На крајот на драмата авторот му велеше: не има во Божиот катастар, зашто Бог вели: ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ќе минам из Македонија. Секој од нас минува низ Македонија. Македонија е духовна кота. Македонија е богодарувана земја. Митскиот македонски цар Орфеј ги даде словата на македонците и тракиците. Свети Кирил и Методија даруваат слова во името на Бог. Исусови војници, свети Климент и Наум даруваат слова. Македонија е земја на словата. Македонецот Пиер го вовел култот кон 9 музи. На олимпската митологија исто така е запишан дека Македон е син на Теос, на Бог, и Девкалионовата керка Тија. Без Македонија не може да се напише историјата на светот. Секојдневно излегуваат документи и податоци најновата во римските автори дека македонците ја измислиле мушичката за ловење риби близко до реката Солун, до градот Солун, на една река која денеска не може да се детерминира. Македонците направиле црвена мушичка со црвена волна и со крилца од петел. И е заведена како македонска мушичка. Добро вечер до сите. Прекрасна манифестација, пред се премногу сум изненаден, не очекував дека така емотивно ќе допре сето ово до нас.
македонско? Едноставно болно е. Колку и да е убаво, некако чувството не е баш лесно да се поднесе, па макар и преку беседи, преку искажување. Се надевам дека ќе заврши добро, со време, дека нема да бидеме заборавени и дека се ќе биде на крај како што треба да биде во наша корист. Беше преубаво ти. Благодарам што беше меѓу нас. Да, јас дури се расплакав. Нашите солзи радостници, солзиве Кажано од се срце. среќни што си меѓу нас. Да буквално ја разбудиш македонштината во нас. Слава му на татко Тоцо. Македонија е земја за која вреди да се остане во Божјата љубов. Ако Вилијам Шекспир можел да каже ја предавам својата душа последниот ден кога заминувал на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исус Христос, нашиот Спасител, што треба ние да кажеме македонците? Бог не запишал, не именувал, не ставил во своето живот слово, а ние денеска доаѓаме некој да помисли дека треба да се откажеме од самите себе си. Дали ние сакаме да се откажеме од самите себе си? Дали ние не размислуваме дека ако се откажеме од македонското име, се откажуваме од она што го запишал семоцниот Бог, создателот на се? Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Македонците Гај и Аристрах во театарот во Ефес го проповедале Светото Писмо. Во Македонија се слушнале за Кокино. Пишува дека е трета обсерваторија според НАСА. Откриена е уште една платформа. Платформата е за наблюдување на плејадите. Значи Македонија ја поместува сигурно најмалку за едно место Кокинската кота. Кокино е детерминиран како бронзен театар 2000 години пред Исус Христос. Тоа е најстариот театар покрај Дионисовиот. Што подразбира тоа? 1400 години пред Метонот Атина на Кокино има направено по прецизен календар за звездите. Плејадите се најстарите звезди во кои најстарите народи на светот, како што пишува историјата световна, евреите, месопотамиците, сириците, а еве сега повторно доаѓаат македонците, го наблюдувале денот кога треба да го прославуваат Бог, односно празниците со временските коди. Македонија е земја за која вреди да се живее. Таа ни е дадена од Бог, кого дарувана. Ние можеме да размислуваме за метричките ставки во македонските ора, кои ги имаме запишано кај Хомера, а ние денеска можеме да ги одиграме, например, дактилот, во кој е напишана Илијадата, 17 смислиот дат на македонското оро. Рам пам пам рам пам пам рам пам пам рам пам пам рам пам. Гневот о Божице спеј го на Ахила синот Пелеев. Ние можеме да ги одиграме сите метрички ставки од антиката во македонските ора. Ние зборуваме за една земја која има Божја следа, која има духовна сила, но Македонија не ни е дадена да ја онадиме, да ја раскрчиме, да ја продадеме за 30 сребреници, да го продадеме македонскиот народ. Можам ли јас да бидам човек, македонец, ако ми се забранува и се става ограда и жица преку моето срце? Бог вели да се љубите меѓу себе, како што јас ве возлюбив. Тој вели, првиот Божја заповед е, љуби го својот ближен како самиот себе си. Како јас да не го љубам мојот ближен од Пиринско, да не го љубам мојот ближен од Албанско, од Егејско, каде што им се забранува да бидат луѓе, денес како го зборуваме за обединет свет. Јас излегувам од Божјиот закон и велам не, останувам македонец, останувам како Вилијам Шекспир, to be or not to be, God give you one face and you make yourselves another. Човекот е создаден по Божјиот образ и го создаде Господ од човекот. Му дувна во душата дух животен, по Божјиот образ го создаде и човекот стана жива душа. Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски.
Кога зборувам за Македонија, застанувам пред самиот Бог, кој го запишал тоа име во Божјото Слово. Не знам дали верувате или не, христијаните веруваат дека е тоа живо Слово и кога го изговарате со верба се случуваат чуда. Ако ние таму сме запишани, зарем ќе се откажеме за некаква световна вредност, која нема вредност, бидејќи голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Не можете ништо да понесете горе, освен Божјата љубов што пребива во вас. Освен љубовта кон македонците, првим треба да се љубиме меѓу себе, за да ги љубиме другите народи. Да ги љубиме македонците во Пиринско, не да ми ставаат граница на моето срце. Одбивам да се стави граница и ќе бидам пиле и ќе летам во дух. И затоа гостувам во Пиринска Македонија, во Егејско, во Албанско, кај нашите македонци. Гостувам за да им кажам дека ние треба да се љубиме меѓу себе. Бидејќи ако љубов немам, ништо не сум. Не дојде техничарот за музика, помалку е глас. Ви кажем еден монолог од представата Упатство за лудење, Ристо Шишков, кој е доста актуелен. Надоаѓа како бран пред кораб отворен. Удри европеецу, испиштија душава. Овие заборавиле кои се и што се. Ке ами чкосаат. Коските на мртвите прадедовци ги продавува за ефреници. Ме гони, ме тува егејскиот ветер. Тувај еолу борел брзокрил, оттувај не. Ако сме некаков лист или стебленце без корен, ќе не однесе историјата во неврат. Но еве сме сега и овде. Не ништат, не нишкосуваат, не требат како животни штетници, повторно како феникс се креваме од пепелта, од македонското пеплиште. И се уште клетвата на склавиниите да се јадеме едни со други, за да докажеме кој е поголем, кој ќе го надвладее братот свој, кој ќе биде на другаго, кој. Не сакам да имам ништо со вас. Кои сте вие да ме славите? Кои сте вие да ми судите? Имате ли вие совест и душа? Имате ли срам и перде крвопици? Ке крунам како Цеус, ке ве ровио сам со светиот Или. Не ми требаат фестивали, симпозиуми, годишници. Се откажавте од мене додека бев жив, а сега мртов ке ме славите. Јас, Ристо Шишков, се откажувам од таквиот театар. Много ми се допадна вашата изведба. Как сте ви изгледали? Амкан Рашай. Доста ми е. Во Лондон живеете? Да. Прилично долго. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.